Поплочена е пешачката улица 8 март во нова населба, која го поврзува комплексот Узус со реонот до училиштето Васил Главинов. Надлежните активности таму се уште се во тек, но многу брзо целиот кружен комплекс, заедно со неколкуте краци во должина од 500 метри, ќе добие нов лик. На увид во работењето денеска беше градоначалникот задоволен од сработеното. Вели дека се одлучиле за реконструкција на оваа улица, затоа што е многу искористена од страна на граѓаните, посебно во летните месеци, затоа што е во сенка. Овој циот потфат ги поврзува овие две улици. Ова е пешачка патека која е многу искористена од нашите сограѓани, поготово делот популарно што е наречен Узус. И овој сегмент пред Васил Главинов, целата реконструкција, целокупната изработка ги кошта околу 1.200.000 денари, што се средства предвидени во програмата за градежно земјиште на Советот на општина Велес. Невремето проследено со поройни дождови малку ги забави градежните активности во општината. Надлежните мораа да работат на санација на улиците, каде бекатонот попушти, па се направија поголеми дупки. По-карактеристично беше потфатот на Прохоропчински улицата, кој што денеска е веќе саниран, односно бидејќи неколку пати ни се дешава да ги подигне бекатонот на тој потфат, ние го извадивме бекатонот, таму го исцементиравме целиот тој опфат. Истовремено од утре веќе продолжуваме под јаворот на Читкушова чешма улицата спојот со пазарот. И незе ќе санираме, односно ќе направиме нова улица, нова бетонска улица. Според зборовите на градоначалникот, следен проект на општината е изградба на тротоар од населбата Тунел до Превалец. Потреба од него имаат повеќе стотици жители кои сега се движат по коловозот. Со изградбата на тој тротоар ќе бидат завршени сите проекти кои се планирани во програмата за градежно земјиште за 2014 година. Мартин Јованов од Скопје е новиот доброволен војник во македонската армија. Тој денеска даде свечена заклетва. Вели дека сака да изслужи на татковината и граѓаните. Моментално сум студент на Полициската академија, односно факултетот за безбедност, и понатаму се надевам дека тоа ќе ми биде плюс за да бидам припадник на армијата на Република Македонија како професионален војник, а подоцна и како старешина во редовите на армијата. Оваа униформа значи ја облакам бидејќи сакам да ја служам на татковината, да го бранам интегритетот и сувереноста и да бидам значи од страната на граѓаните за нивната слобода и чест. Со најновите измени во законот за служба во АРАМа трајно се решава и статусот на професионалните војници. Сите оние кои ќе наполнат 45 години и имат активен договор, ќе добијат трајно вработување во некоја од државните институции. Верувам дека ова ќе биде уште силен мотив за посветено да работите во престојниот период на обуката, што е пред вас, и да се пријавите на некој од наредните огласи за прием на професионални војници во армијата на Република Македонија. Почитувани војници на доброволно служење на војниот рок. Војничкиот повик од секогаш представувал предизвик, чест и гордост за секој млад човек. Ви посакувам успешно завршување на обуката, која ќе биде исполнета со многу работа и труд, со цел да се постигнат високи резултати. Тоа е вашиот и нашиот императив. Ова е 23-та генерација доброволци во АРАМа. 3-месечната обука се изведува во Велешката касарна. Од вас се очекува да бидете пример за градење на цврсти меѓучовечки и меѓунационални односи. Армијата на Република Македонија е заедничка вооружена сила на сите граѓани и тука нема место за било каква национална, партиска, верска или било која друга одвоеност. Војничката средина овозможува подобро да ги запознаеме другите, нивните обичаи, култура и традиција, што е наследено богатство со векови и кое треба да се чува и негува. Меѓу 145 мината доброволци воен рок ќе служи и 18-годишната Ангела Србиновска од Тетово. Сакала да докаже дека сите се еднакви во професијата. Овој позив го избрав бидејќи уште од мала тоа ми беше желба. Ме привлекува тоа што сите треба да бидеме равноправни, не само машките да се издвојуваат од нас. Како ти поминуваат овие денови? Многу е добро бидејќи нема разлика од машки до женски. Освен Мартин и Ангела се надева дека во иднина ќе стане дел од професионалната армија.
Жителите на Велес, населбата Превалец и селото Горно Оризари пијат вода од градскиот водовод. Водата е хемиски и бактериолошки исправна, тврдат од Центарот за јавно здравје. Лабораториските анализи направени во периодот од јануари до мај годинава и тоа на 123 мостри од градската водоводна мрежа покажуваат дека водата е исправна и не може да им наштети на граѓаните. Во општина Градско и населбата Чашка пак населението со вода се снабдува од селските водоводи. Водата е безбедна бидејќи се хлорира. Задолжени за тоа се јавните комунални предпријатија Клепа и Тополка. Според извештајот на Центарот за јавно здравје, жителите на 38 села во Велешко со вода за пиење се снабдуваат од нехлорирани селски водоводи. Квалитетот на водата е со непостојана безбедност. Само во селата Отовица, Мелница, Сојаклари и Ванковци, местните заедници повремено ја хлорираат водата од селските водоводи. Во 25 села пак жителите вода за пиење користат од природни малски чешми. Центарот за јавно здравје континуирано го следи квалитетот на водата за пиење од градската мрежа. Секојдневно прави анализи на 2 до 3 мостри или месечно врши испитување на 128 примероци од водата. Според правилникот за безбедност на водата за пиење, Центарот врши анализа и на селските водоводи, природните чешми и бунарите. Добиените резултати покажуваат дека водата во нив е со непостојан квалитет и со висок процент на бактериолошка и физичко-хемиска неисправност и не е безбедна за пиење. Според направените анализи, единствено природната чешма во Башино село е здравствено безбедна. Кај селските водоводи, природните чешми и бунарите, водата е неисправна и небезбедна за пиење. Во нив најчесто се појавува бактеријата Ешерихија коли и колиформни бактерии. Овие бактерии предизвикуваат заразни цревни заболувања. Затоа Центарот за јавно здравје порачуваат граѓаните да ја користат исклучиво водата од градската водоводна мрежа. Фолклорот, традицијата, музиката на првите 3 вечери на интернационалниот фестивал Велес 2014 се покажаа како магнет за граѓаните. Во амфитеатарот на Младинскиот парк тие дојдоа во рекорден број. За 3 дена над 6000 гледачи или просечно по 2000 во една вечер. Синоќешниот настап на ансамблите од Србија, Италија, Словенија и Турција кулминираше со македонскиот фолклор, кој пред Велешани го одиграа членовите на Танец. 30-минутниот настап никого не го остави рамнодушен. Публиката ги испрати со громогласен аплауз. Организаторите не го кријат задоволството, вела дека добрата посета е доказ дека граѓаните го поддржуваат фестивалот, очекуваат тоа да продолжи и во наредните денови. Да уживате во се она што светската фолклорна рисница го оставила за генерации. Од раскошните носи до специфичната музика, песните, ората на народите. Интернационалниот фолклорен фестивал Велес 2014 ќе трае до сабота. На последните 2 фестивалски вечери, граѓаните ќе можат за прв пат да ги видат игрите и ората на ансамблите од Израел и Русија. Свеченото затворање е закажано за во сабота од 20 часот.